Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Општина Охрид доби финансиска поддршка за 13 инфраструктурни проекти преку вториот јавен повик на владата. Стартува изградбата на катната гаража. Поддршка за јавните комунални претпријатија од Центарот за развој на Југозападниот плански регион. 16-годишник од Охрид го загуби животот во сообраќајна несреќа на патот Охрид-Светинао. Управата за јавни приходи ги интензивира контролите на угостителските објекти. Најмалку 60 лица изгореа во трговски центар во Ирак. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност и максимални 32 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро и топло време со локална облачност. Во петок над Централна и Источна Европа ќе има два одделни центри на поле на низок воздушен притисок, кои во поголем дел од западна, источна, североисточна и крајните југоисточни предели на Европа ќе условат умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и невреме. Во останатите делови од Европа ќе превладува претежно стабилно и топло време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево, ветровито и посвежо време со појава на локална облачност. Во источните предели услови за локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 27 до 34 степени. Во Македонија во петок имаме посвежо утро со благо опаѓање на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 11 до 21 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и посвежо време со локална облачност. Ќе дува засилен северозападен и североисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 24 до 34 степени. Во петок во Охрид ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен западен ветер. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе превладува сончево и топло време. Утринската температура од 13, односно 15 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 31, односно до 34 степени. Во понеделник, тропски ден, ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 36 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Општина Охрид доби финансиска поддршка за реализација на 13 инфраструктурни проекти преку вториот јавен повик на владата. На денешната свеченост во владата градоначалникот Кирил Пецаков ги потпиша договорите за проектите, меѓу кои најголемиот капитален проект на чија реализација долго чекаат охриѓани, а тоа е катната гаража. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска го потпиша договорот за финансирање на изградбата на катна гаража во Охрид, што е најголемиот капитален проект со кој општината аплицира на владините повици за инфраструктурни проекти. На општина Охрид во вториот јавен повик и се одобрени уште 12 инфраструктурни проекти, и тоа локален пат од село Горно Лакочере до село Лескоец, реконструкција на дел од улица Дамен Груев од кружна крстосница Јане Сандански со Питу Гули до пресек со туристичка заедно со осветлување, реконструкција на дел од улица Партизанска, реконструкција на дел од улицата 7 ноември до пресек со Егејска заедно со осветлување, реконструкција на дел од улицата Кленоец и дел од улица Петрино, реконструкција на патот Камп Љубаништа, реконструкција на потек дел од улица Петрино до пресек со улицата Караорман во селото Лескоец, на пат кој ги поврзува селата Велгоште и Лескоец, реконструкција на улици во населбата Бараки, локален пат за село Завој, улица во село Долно Лакочереј. Одобрен е и проект за употреба и одржување на холандскиот парк кај споменикот на Ден Долард. Денеска во владата свечено беа потпишани сите договори со општините за одобрените проекти од вториот владин повик за инфраструктурни проекти. Ке бидат финансирани вкупно 828 проекти во вредност од 225 милиони евра. Дозволете ми да ви честитам. Навистина сите се потрудивте многу проекти стигна,
Во вкупна вредност проектите се од околу 14 на милиарди денари. И кога на тоа ќе се додаде и она што беше од првиот повик, тогаш доаѓаме до некоја бројка од 20 на милиарди денари, или во вкупна бројка од околу 1200 проекти. Тоа значи 1200 градилишта, тоа значи 1200 објекти или пак игралишта или пак било каква содржина која што ќе им биде потребна на граѓаните и која што ќе додаде вредност во квалитетот на нивните животи. Министерството за локална самоуправа како координатор на процесите за двата јавни повици е во постојана комуникација со другите министерства задолжени за имплементација на проектите и ја следи нивната реализација. На 40% од проектите од првиот повик се завршени, истакна министерот Перински. И оние кои што се уште се сомневаат во ефектите од двата јавни повика, ќе се уверат во реалните резултати кога ќе заврши реализацијата на сите 1116 проекти кои што се одобрени за финансирање. Работата што не очекува во наредниот период е сериозна и бара од нас целосна посветеност. Затоа, сите заедно треба да и пристапиме одговорно и фокусирано, со јасна цел, а тоа е успешна и навремена имплементација на сите проекти. Во периодот што следи, ќе ги интензивираме теренските посети, за да ја следиме реализацијата на проектите одблизу и да се увериме дека општините навремено ги завршуваат своите обврски. Инаку, општина Охрид на првиот објавен повик аплицираше со 10 проекти и сите беа одобрени. Сите се отпочнати со реализација, некои се веќе во финална фаза. На ниво на државата пак од вкупно 288 проекти од првиот повик, заклучно со 1 јули, 281 проекти со случен договор со изведувач, 146 од нив веќе се изведуваат на терен, а 113 проекти се целосно завршени. Центарот за развој на југозападниот плански регион со Бирото за регионален развој потпиша договор за реализација на регионален проект, со што во јавните комунални претпријатија ќе бидат инвестирани 7,2 милиони денари. Средствата се обезбедени од националниот буџет преку програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа, односно Бирото за регионален развој, како и дел од самите општини, партнерите во проектот. Со проектот се опфатени 5 јавни комунални претпријатија и тоа во Охрид, Струга, Кичево, Дебар и Македонски Брод. Во Охрид средствата се за апарат за детекција на дефекти во водоводната мрежа и ситен алат, а во Струга за 2 камиони за потребите на јавното комунално претпријатие, информираат од Центарот. Трагедија се случи синоќа по полноќ на регионалниот пат Охрид Свети Наум. 16-годишник од Охрид го загуби животот кога со мопед излета од патот. Неговиот сопатник на иста возраст се здоби со тешки телесни повреди. 16-годишно момче од Охрид рано утрово го загуби животот во сообраќајна незгода што се случи на регионалниот пат Охрид Свети Наум во близина на населбата Рача, кога возејќи мопед излетал од коловозот и удрил во метален столб. Со тешки телесни повреди се здобил неговиот сопатник, исто така 16-годишник од Охрид. Сообраќајната незгода во СВР Охрид е пријавена утрово во 01 часот и 40 минути. Според пријавеното, мотор излетал на регионалниот пат Охрид Свети Наум на потегот помеѓу населбата Рача и стариот влез за хотелот Инекс. Веднаш полициски службеници излегоа на местото на настанот, извршено е обезбедување на посочениот простор, при што со возило на итна медицинска помош пренесени се 2 малолетни лица на возраст од 16 години од Охрид, едното во Општата болница во Охрид, а другото лице е пренесено во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Малолетникот во Општата болница им подлегнал на тешките телесни повреди. Полициски екипи по налог на јавен обвинител извршија увид на местото и истрагата треба да ги утврди причините за несреќата. Од СВР Охрид апелираат до сите учесници во сообраќајот да бидат крајно внимателни на патиштата, да ги почитуваат правилата и прописите, патната сигнализација и ограничувањето на брзината на движење. Сакам да изразам сочувство до семејството на загинатиот млад човек од Охрид и ова е уште еден аларм за сите нас, дека е потребно што е можно повеќе
совесно и внимателно управување со патничките и други моторни возила, со моторциклите и така натаму. Воедно нагласувам дека полициските службеници редовно и на овој патен потек вршат контроли во сообраќајот, се поставуваат сообраќајни пунктови и неодамна пред неколку денови на овој патен потек имавме сообраќајен пункт каде што беа казнети возачи кои значително ја имаа зголемено брзината на движење. Сообраќајните контроли и присуството на полициските службеници периодов ќе бидат засилени и повидливи на овој патен правец, како и на автопатот во изградба Кичево-Охрид, велат од СВР. Управата за јавни приходи казни речиси 300 угостителски објекти во периодот од јуни до првата половина на месецов. Контролите биле насочени кон угостители во целата земја и кај субјекти кои вршат дејност во туристички места. Управата за јавни приходи со засилени контроли на угостителските објекти и фирми кои обавуваат дејност во туристички места. 1/3 од угостителските објекти кои биле цел на контрола на управата во период од јуни до првата половина на јули добиле соодветни казни поради утврдени неправилности. Станува збор за 294 субјекти за кои, како што велат од УЈП, биле изречени 212 глоби за неиздавање фискални сметки, 49 казни за неводење книга за дневни финансиски извештаи, 20 глоби за фискални сметки без пропишаните елементи. Дополнително, 8 санкции биле изречени за нерегистрирана резервна фискална апаратура, 2 глоби за неисправен фискален апарат и по 1 глоба за неиздавање парагон блок за некористење одобрен фискален апарат и за неводење на итна сметководствена книга, велат од УЈП. Оттаму посочуваат дека контролите биле насочени кон трговци и угостители во целата земја и кај субјекти кои вршат дејност во туристички места и локации со зголемена фреквенција на посетители, како ресторани, аквапаркови, плажи, базени и објекти за изнајмување на спортско-рекреативна опрема. Во тек е реализација на проектот за заштита и конзервација на музејскиот археолошки материјал од локалитетот Расница, кај струшкото село Корушишта, место што минатата година го привлече вниманието на јавноста со епохалното откритие на архајска некропола. Меѓу највпечатливите наоди се бронзен шлем со златни апликации, златен прстен, пекторални фолии, килибарни монисти, сребрен кантарос и бронзени садови и теракотни фигурини. Овие артефакти не само што ја потврдуваат датираноста на некрополата во архајскиот период, туку и ја поврзуваат со богатата култура на Требенишката некропола. По завршувањето на конзервацијата, наудите ќе бидат јавно презентирани во Археолошкиот музеј во Скопје. Проектот се реализира со соработка меѓу Археолошкиот музеј и Заводот за заштита на културното наследство и Музејот Охрид. Со превентивни кампањи до побезбедна туристичка сезона, СВР Охрид со повеќе едукативни настани и директни контакти со граѓаните го подигнува степенот на безбедност. И јас и ти сме пешаци. Носи кацига, користи пешачки. Одговорно паркирај. Се дел од превентивно-едукативните кампањи што СВР Охрид ги реализира во текот на главната туристичка сезона. Поради поразителните податоци, порастот на сообраќајни со жртви, фокусот е ставен на сообраќајната култура. Целта е подигнување на безбедносната култура кај граѓаните, поголема внимателност во заштитата на одговорно однесување во сообраќајот и подигнување на сообраќајната безбедност. Од почетокот на годинава СВР Охрид реализира околу 100 превентивни кампањи кои примарно се однесуваат на сферата сообраќај. Она што ние како полиција, посебно полициските службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај го согледуваат е на тамошно интензивно присуство физичко и секое друго присуство на полициските службеници на сите сообраќајници, независно дали станува збор во градот или надвор од градот. Посебно ќе ги апострофирам тука приодите кон Охрид кои што се во делот на автопатот во изградба Кичево Охрид, каде што се уште имаме нели градежни активности и тоа значи дека внимателноста, предпазливоста тука посебно треба да биде нагласена кај возачите на моторни возила. Крајно време е да бидеме совесни во сообраќајот, крајно време е да
да ги почитуваме, да, сообраќајните правила и прописи, и крајно време е секој од нас да го даде својот максимум во делот на внимателно и безбедно управување со моторни возила. Во текот на туристичката сезона во порасте и бројот на кражби, токму затоа полицијата со делење флаери ја спроведува и кампањата Спречи кражби. Во текот на летниот период бележиме зголемување на кражбите во згодна прилика. Тоа значи дека станува збор за предмети кои што се лесно достапни, би рекол, мобилни телефони, лаптоп, компјутери, паричници, и тоа претежно на плажите кои што годишно одморците ги оставаат недоволно обезбедени. И тоа е она што е лесен, би рекол, можност за лесен плен на сторителите на овие кривични дела. Од тука полициските службеници од одсекот за превенција, но и полицајците велосипедисти и другите полициски службеници се присутни по плажите, посебно по паркинг местата, каде што имаме случаи на обивање на моторни возила со цел да се земе нешто од возилото. Значајно е што овие кражби нормално во надвор од туристичката сезона ги нема, а со самото тоа паѓа и бројката на извршени кривични дела во делот на имотните деликти. Значајно е исто така дека СВР Охрид има извонредна соработка со другите сектори за внатрешни работи. Полициски службеници од овие сектори доаѓаат тука на испомош, заеднички патрулираат во делот на централното градско подрачје, плажите, како што спомнав, и така натаму. И овие активности наназад години покажуваат добри резултати, се пронаѓаат сторители. На припомош на охридските полицајци и оваа туристичка сезона им се колеги од други градови, па заеднички организираат засилени полициски патрули. Ноќна велосипедска тура околу Охридското езеро во сабота 19 јули. Турата ќе има хуманитарен карактер. Велосипедскиот клуб Вело Фаланга од Струга на 19 јули сабота организира ноќна велосипедска тура околу Охридското езеро во должина од 92 километри. Годинава ноќната велотура има хуманитарен карактер и ќе се вози под мотото Сите за нашиот ангел, односно ќе се вози во чест на ангел кој неодамна, возејќи точак на велотура во Италија, доживеа пат и се наоѓа на лекување во една италијанска болница. Стартот на турата во Струга ќе е во 17:30 часот од плажа Галеб, а во Охрид во 18:30 часот од паркингот пред спортскиот центар Билјанини извори. На двете стартни позиции ќе има поставено донаторски кутии. Секој учесник треба да биде физички подготвен, да има технички исправен велосипед, резервна гума, светлосна сигнализација за ноќно возење, флуоресцентен елек, патна храна и вода и со себе да носи важечка лична карта или пасош. Секој учесник вози на сопствена одговорност и треба да ги следи препораките за безбедност од страна на организаторот. За безбедно учество во сообраќајот, учесниците на велоноќната тура ќе бидат придружувани од мотоциклист, полициски службеник од СВР Охрид, информираат од велосипедскиот клуб Вело Фаланга од Струга. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.